Поштовани гледачи, се наоѓаме во Europe House во Струмица, кој што веќе функционира 3 месеци, а овде во седиштето на Europe House во Струмица разговараме со Томи Печков и Ана Клесова за и околу значењето, визијата и активностите кои што ги реализира оваа каче, отворено некаде при крајот на февруари ова година. Најпрво би сакал со Томи Печков. Реков дека 3 месеци сте отворени овде во Струмица. Колку сте задоволни од работата, од функционирањето на оваа каче и успеавте ли да се приближите кон младите во Струмица, не само во Струмица, туку и во регионот, со оглед дека тоа ви беше основна цел? Најпрвен добре дојдовте во просториите на Europe House Струмица. Како што веќе напоменавте, Europe House Струмица функционира нешто повеќе од 3 месеци. Europe House како Europe House не е непознато за дел од младите струмичани, заради тоа што веќе претходно имаат соработка со веќе постоечката Europe House во Скопје. Меѓутоа за овие 3 месеци навистина успеавме да реализираме доста проекти и успеавме да станеме доста препознатливи помеѓу младите струмичани. Значи, овде имаше движење во овие изминати 3 месеци? Дефинитивно имаше навистина многу активности реализиравме, за кои што подоцна колешката ќе ги надополни и ќе ги елаборира кои се тоа беа. Меѓутоа, навистина ни е чест и горди сме на тоа што струмичани и младите струмичани сами доаѓаат со своји идеи кои што сакаат да бидат реализирани и дел од истите веќе се и реализирани. Така да сме навистина препознатливи. Печков, која е основната цел на Europe House овде во Струмица? Самиот Europe House е основан од страна на делегацијата на Европската Унија во нашата земја. Се со цел да се привлече младинскиот сектор, да се стимулираат најразлични иновации, модернизираниот простор ги кани прогресивните поединци, групи, заедници и организации да се дружат, да смислуваат и да презентираат најразлични нови идеи. Самиот простор е концептуално дизајниран да служи како катче каде што младите ќе може да се дружат, меѓутоа и да поттикнуваат дебата, да се инспирира различна соработка, мрежување меѓу младите и различните сегменти кои што како што се на пример предприемачи, млади иноватори, креативци, а при тоа најбитно од се е да се промовираат европските вредности. Europe House представува всушност место на новата генерација. Рековте иницијативи, креативност од поединци, од млади, но може ли неформални групи, соработка со граѓански организации, односно граѓанските организации да предлагаат овде идеи, а ви да ја дадете поддршката? Отворени сме и имаме веќе реализирано доста активности со граѓанскиот сектор од Струмица, па и не само од Струмица, туку и од регионот. Значи имаме и поединци и граѓански организации од Валандово, од Гевгелија. Скоро имавме акција во Пробиштип, така да имаме доста соработка и сме препознатливи и на поединците и на самиот граѓански сектор. Со оглед дека 3 месеци работите и основната цел креативност и иновативност така младите, доаѓаат ли со идеи кои што промовираат европски вредности и се во интерес на локалната заедница? Дефинитивно, младите уште на самиот почеток почнаа да доаѓаат со најразлични идеи за нивните потреби и како што веќе напоменав, дел од тие идеи веќе се и реализирани. Примерно, најголемата акција која што ни беше чисти ридови за сите, беше поттикната од страна на граѓанскиот сектор од Струмица и во истата таа акција учествува повеќе од 20 граѓански организации. Сето тоа под раководство на Europe House Струмица. Ана Клесова, пред малку Печков спомна дека може да одредени активности сте реализирале, но можете ли да ни прецизирате кои се активности во овој тромесечен период ги имате реализирано како Europe House Струмица? Да, секако. Значи, во последните 3 месеци имаме реализирано повеќе од 50 активности, преку кои имаме анимирано многу млади, многу граѓански организации, како што спомена колегата, не само од Струмица и Струмичкиот микрорегион, туку и од југоисточниот плански регион, како и од источниот регион.
Во моментов имаме воспоставена соработка со повеќе од 30 граѓански организации од овие два региона, исто така со средни училишта, и нашите активности кои би можела да ги издвојам, а се интересни за младите, има голем интерес за младите, се дебати, исто така работилници, имаме различен диапазон на едукативни работилници за предприемаштво, за IT технологии, иновации, за проектно пишување и така натаму. Исто така колегата ја напомена и нашата најголема акција која ја спроведовме во овие 3 месеци, тоа беше Чисти ридови за сите, која беше поттикната од граѓанскиот сектор, но беше поддржана од Europe House Струмица и европската делегација. Исто така фокусирани сме на споделување на европските вредности, така да сите активности кои ги креираме се во соработка се во согласност со европските вредности и младинските политики и младинските стратегии на Европската Унија. Исто така сите активности кои произлегуваат од тука, претходно се консултираме со младите во нашата заедница, да видиме што тие имаат потреба, од што имаат потреба, дали имаат потреба од некоја едукативна работилница, дали сакат да спроведат некоја акција или слично. Значи, активностите се движат, се креираат според потребите на младите. Исто така планираме и имаме многу културни настани. Имаме поетски читања, имаме запознавање на европските култури, секој месец имаме тематска недела која е посветена на една од државите на Европската Унија. Почнавме со италијанска недела, готвевме заедно италијански рецепти, имавме кафе со амбасадори, потоа имавме шпанска недела, готвевме шпански рецепти, имавме состанок со кафе со заменик амбасадорот на Шпанија во нашата држава. Значи, правиме активности кои ги анимираат младите, се произлезени од младите, но се во согласност со европските вредности и младинските политики на Европската Унија. Пресува, каков е интересот кај младите струмичани? Секако. Значи, овие средби што кафе со амбасадор ни се крстени, таа активност конкретно за која зборуваме сега, младите имаат голем интерес за неа. Значи, се разбира во услови на пандемија, сето тоа оди онлайн, но примерно ни е замислена таа активност да ни биде во живо, младите да можат да се запознаат со амбасадорот, да го прашаат работи кои ги интересираат, кои се во нивен интерес. Инаку, прашања кои најчесто доминираат на ваквите средби од младите се за како тие станале дипломат, можности за млади, за студирање, за размена на млади во европските држави, исто така за културата, кои се културните разлики или сличности помеѓу нашата држава и државата од која тие доаѓаат. Тоа е тоа што ги интересира на младите во овие настани. Еве илустративно да пренесеме. Јас сум млада личност и доаѓам со одредена идеја, например за чистење на диви депонии. Како ќе се реализира таа моја идеја? Која е вашата улога овде? Доколку вие сте млад човек и имате некоја идеја, еве конкретно да се задржиме на тие акции за чистење, значи приоритет на Европската делегација, за еден од приоритетите на Европската делегација оваа година е Green Deal, тоа е зелениот договор кој го спроведува цела Европа. Доколку конкретно имате идеја за таков настан, јас и колегата сме тука секој ден, можете да дојдете директно кај нас да се обратите, да ни ја кажете вашата идеја или пак да се обратите преку мејл, телефон, без разлика како и да е. Ние ќе ви помогнеме вие таа идеја да ја оформите, го праќаме ние предлогот до делегација и вие, доколку биде одобрен, вие даваме поддршката, без разлика дали тоа е со простор или со организација, логистички, тоа... Значи, поддржувате проекти кои што се во интерес на локалната заедница? Да, секако. Кои се идните планови на оваа куќа во наредниот период? Можам да ви кажам за наредните 3 месеци, бидејќи нели Струмица е град на култура за 2021 година, во соработка со општината, во соработка со граѓанскиот сектор, значи ќе имаме многу културни настани.
Ова лето исто така продолжуваме и со програмите за едукација на млади. Без разлика дали тоа ќе е од домен на предприемаштво, иновации, не знам, дебати, дискусии, ширење на европските вредности. Активностите ги правиме согласно тоа што заедницата има потреба во момент. Ова лето сме фокусирани баш на тоа, значи да дадеме малце повеќе важност на Струмица град на култура и да дадеме малце повеќе важност на едукацијата, тоест неформалната едукација која можеме да ја обезбедиме за младите. Соработката со основни и средни училишта не само од Струмица, туку и од регионот. Како е? Апсолутно. Значи, отворени сме за соработка без разлика дали е тоа средно училиште, дали е тоа основно училиште, од Струмица, Струмичкиот регион, Гевгелија, Валандово, Штип, Пробиштип, слободно можат да не контактира кој има идеја, кој има иницијатива за подобрување на нивната заедница, слободно може да не контактираат мене и колегата, со цел ние да им излеземе во пресред за да ги реализираме активностите кои се во интерес на заедницата. Пичков, која е она порака што сакате да ја упатите до младите струмичани, но и впрочем да младите во овој дел од државата, за да бидат носители на таа нова генерација, на тоа ново време, или пак промоција на европските вредности? Како што претходно напоменав, Europe House представува место на новата генерација. Баш поради тоа сакаме да ги поканеме сите млади кои што имаат било каква идеја за реализација на некоја активност. Дали таа идеја е од областа на предприемаштвото, едукација, некоја неформална, спортот, културата и слично, а ние сме отворени за соработка. Затоа ги покануваме сите млади да дојдат овдека, да ни ја образложат идејата, ние ќе ја дадеме поддршката. Дали таа поддршка е од областа на, не знам, простори да се користат, дали е некој вид на финансиска поддршка, дали е поддршка логистичка или било што, отворени сме за соработка и можам слободно да кажам дека досега секоја една идеја која што е била иницирана од млад човек или младинска организација, до сега е или реализирана или пак е во процес на реализација. Бевте отворени во време на пандемија, каде што беше ограничено групирањето, а една од главните цели на Europe House е дружењето на младите. Како во иднина ќе функционирате, се зависи сепак од бројките, но дали можно е веќе интерактивно дружење на младите и од тука да произлегуваат тие идеи? Апсолутно. Како што напоменавте, Europe House беше и е отворено за време на пандемија. Кога беа мерките, кога самите мерки не дозволуваа настани во живо, настаните се одвиваа онлайн. Значи, и покрај тоа што бевме спречени да одржуваме настани, сепак ние не застанавме тука, туку продолживме да ги организираме онлайн, како што ни дозволуваа можностите. Меѓутоа сега се дозволени настаните на отворено, така да веќе почнавме со реализација на многу настани кои што се организираат на отворено, а претежно ги правиме во малиот парк кој што се наоѓа веднаш спротив нашите простори. Дали во тие програмски предел би може да се случи да биде Europe House иницијатор на одреден проект? Да. И сме иницијатори на најразлични проекти. Дел од проектите, како што напоменав, се идеја и иницијатива на младински организации кои што се поддржани од страна на Europe House, меѓутоа доста голем дел се иницирани од самиот Europe House. Водите ли евиденција колку млади успеавте да анимирате во овој период и останува една дилема. Може ли повозрасен граѓанин да предложи идеја до вас како Europe House кој што ќе биде во интерес на малата популација? Да, секако, значи иако сме отворени Europe House Струмица се отвори за време на пандемија и за тие кратки 3-3,5 месеци да кажеме, имаме анимирано некаде околу 500 млади од Струмица и регионот, па дури и источниот плански регион. Да, може секој кој има добра идеја, која е во интерес пред се на младите и за развој на заедницата, без разлика дали е тоа лично што е 17 или 67 или 77, може слободно да дојде да ја сподели неговата идеја или нејзината идеја.
и ние да најдеме начин како тоа да го пренесеме кон младите, како да ја оствариме таа идеја што ни е дадена. Добро, сепак одредени идеи, проблеми или пак проекти зависат од соработка и со одредени институции. Вие како поддршка кој што давате на младите, соработувате ли со институциите и каква е соработката? До сега имаме соработувано со општина Струмица, бидејќи како што напоменавме, ние постоиме само 3 месеци и примерно во нашата најголема акција која беше чисти ридови за сите, беа вклучени и јавното комунално предпријатие Комуналец, беше вклучена општината, беа вклучени училиштата како институции. Така да, имаме некоја првична соработка со институциите овде во Струмица, но би сакале да ја продолжиме таа соработка и да ја прошириме таа соработка и со другите институции, без разлика дали е тоа министерство, дали е тоа некој орган на локалната самоуправа, отворени сме за соработка. Клесова, градите ли мостови на соработка со младите од останатите региони? Ако вие некако овде сте фокусирани на југоистокот, Струмица и југоистокот, а пред малку спомнавте дека и во источниот дел, но сепак постои ли можност за соработка на младите, делат одредени идеи заеднички и на национално ниво, но каква е соработката? Апсолутно сме имале активности кои биле спроведувани како каравани не само во Струмица, Крива Паланка или Скопје, туку и низ другите градови во државата. Исто така ние сме во тесна комуникација заедно со останатите две европски куки и имаме активности кои се поклопуваат, тоест целта на тие активности е во интереси на младите во Крива Паланка или во Скопје, но имаме активности исто така и со EU инфоточките кои ги има во 12 града во нашата држава. Пример за тоа беше настан хакатон кој се одржа во соработка со EU инфоточките во државата, каде што се надпреварува млади со креативни зелени идеи. Изнајдуваа решенија за тие идеи, заедно ги развиваат тие идеи и понатаму најверојатно ќе се оди кон имплементација на тие исти идеи. Така да се градат мостови помеѓу младите, не само од Струмица, Крива Паланка и Скопје, туку и со младите од другите градови. Ана, јас ти благодарам на овој одговор, а благодарност и до тебе, Томе Печков, кој што ме удостоивте овде во Europe House во Струмица за да поразговараме и ја приближиме улогата, значењето и целта на ова институција која што веќе функционира 3 месеци. Вам, почитувани гледачи, благодарност за вниманието со кое што не следевте. Во изминативе минути разговаравме со Томи Печков и Јана Клисова од Europe House во Струмица, а во продолжение еден пример како младите се дружат, како младите знаат да промовираат европски вредности. Тоа е едно видео кое што е изработено или каде што учествува танцовото студио One Way од Струмица и Скопје Light Art District. Тоа е еден пример кој што во иднина се надеваме дека ќе биде копиран и едноставно ќе биде уште надограден, за да можеме сите заеднички да креираме нови европски вредности. Благодарност за вниманието, секој добро.
you want me on your mind, or do you want me to go? I might be yours as I can say, but gone be far away. Take my hand and stay with me, my dear. I think you broke my heart again. Please don't leave and take my hand. Drowning inside these walls of fear. Take my hand.